Одберете неограничен веб хостинг пакет од Zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. А ти нешто даваш најава, а сега не знам како Не, изгледа. скроз почињаме рандом, кога нема нешто специјално. Аха, не пошто ми е умото, нели е почитувани. Гледачи денес во студиото Ѓорги Докузо. Препознат ли по Next Gen Podcast? И зависи тие ги менјав првите, како 20 епизоди исто имав така некоја кринч скроз најава, Да. ама скроз кринч, кога сега не можам да се сетам нешто. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода од Next Gen Podcast. И секој пат истото. и многу е тешко, знаеш што зборам со сите? Многу е тешко, но и знаеш, трансфер да го направиш од тоа што е ова подкаст, ти сега знаеш и ќе збориме сега со тебе малце поише, што е подкаст, како треба да изгледа, како муаветов ја ти преска што си го правиме Добре. сега, нели не се знаеме онака таа подкаст култура. Многу е се меша кај нас со тоа емисија, ти тоа што го правиш, тоа што е на Yes. национално ниво и многу е тешко ти тој трансфер да го направиш од старт, поготоа ја кога почнав на 20 на година, као одма да се представам со муавет, као сега ја и ти денес што ќе правиме после 60 епизоди, Да, многу беше тешко од почеток. да. Пошто и тешко е на луѓето да им ја доловиш таа некако што е уствари подкаст, како изгледа нели тоа во Америка ни запад, секој што има подкаст, ти на пример како Јана, Да, Петко, Станко, Ѓорги да. и има малце тука бариера некоја. Па различни концепти се да, ама и подкастот ја, ако не се лажам, почна како аудио формат првично, го слушавме подкастот. Сега ова И со тоа е видео е суштината. релативно нова практика. Да, поентата е да го чуеш И тоа муабетот. мора да остане поентата на подкастот. Да. Нели преска што зборевме околу технички работи, Да, нели? да. Што повеќе да се упростат за некојаш, знаеш, и премногу камери, па сега јас сум така фан за продукција многу, Мгм. ама некако кога нека знаат и минус да бидат тие работи, Мгм. у смисла, знаеш, ќе избега од суштината. Да. Што е тоа на некој open speech, што се смеевме без како психотерапија, нели Да, така да, некако, да, така некако треба да биде. Да. Да, бе, па со колешка на работа се зизаме стално, значи подкаст сакам да гледам за и носат да си го почешам и нешто да направам и да рчам од смеење. А не да, нели, тоа пошто- сум познат. Да. Ја цело време шмрчкам, нешто, вако цело време боле, нека не се прибирам дома. О, да, па треба некој спонзор, нешто. Кафе- Витамини, кафетин, ортомол имун, како беа, нешто, да. тоа ми е хит сега мене. Ама не ми е спонзор, за жал. Мислам дека ќе на изгори климала колку јако ја пуштам, ама нема врска. Да, И сега со официјално нели почнавме, преска ти кажав епизода 57. добро. Те прашав дали си Јана Бурче или Бурческа. Ти ми кажа Јана Бурческа. Фала ти што прифати да бидеш мој гостин. Многу ми е чест и задоволство. Фала што ме покани, многу се радувам кога ќе ми остави некој простор да се искажам, затоа што стварно многу сакам да мудрувам. Да. И преска отворивме таа тема, нели подкастот као медиум некако за тоа. Да. Ти знаеш доаѓаш од телевизија, Да. потаму си препознатлива. Да. Те препозна одма сметковителката моја и сите. И си... Поздрав до Поздрав сметководителката. до Жане. Прв пат ја поздравам, а заслужува поише. Да. И ти си на тој медиум кај што нели малце форматот многу стриктен, не малце, него таму кај вас е до минута, до Да, секунда, имам 100 новинари. среќа што сум новинар во редакцијата за културно-уметничка програма и пак ние сме малку за нијанса поопуштени, ама да, во однос на формат, на јазик, на говор, на гости, имаме многу поголеми филтри. Баш ти зборував пред да почнеме официјално, дека малце ми е чудно се ова, како ќе почне, дали ќе ме најавиш у камера, дали треба ја нешто спектакуларно да кажам и да се истакнам, а уствари идејата е да си направиме добар муавет и да... Или Не знам, како да ние бидеме мисли опуштени. порано, знаеш да те најавам од таму па да дојдам тука, А, знаеш да, има- па влагаш у кадар, па швенк, па... или песна да има со едно пред. телефонче не може да се прави емисија. Да. Да. Колку отиде се напред, страшно, Да. ами позитивно од друга страна, колку некако пак као да има можност и до суштината полесно да се стигне за тој што сака. Па да, за тој што сака да ја слушне уствари. Да. И мислам дека тоа е
поентата на подкастите истото, нели, ние пола муабет си го направивме уствари пред да почнеме, Среќа но почнавме, сакам пресековме, иначе- да репризирам за гледачите. Ова е многу лоша претходно кога преш минути Да. секој кажеш па као јас се осеќам као да лажам, сваѓаш као да фејкам, па што знам дека го зборевме пред 3 минути. Не, па дека подкастот оригинално е аудио формат, значи луѓето треба да слушнат нешто, а све ова е бакшиш. Мислам, можноста и нели да ги видат говорниците и да не Затоа видат се какви дотеравме. сме, па ја морам да се шминкам, укола преска. Знаеш од кај сакам да почнеме преска што ти спомнав за идолот и некако Добро. на мене си ми сега знам дека на доста знаеш дека мојата генерација малце послабо гледаме телевизија и може некој има некој скок од тоа кога те видел одамна или не те видел, да. ама сигурно те знае. Беше еден од фронтмените на Front woman. Frontwoman, пардон. Прстан. На македонскиот идол. Преска зборевме кога е тој, ја те прашав бидејќи мислам ти изгледаш сега нели жена не се прашува за години, тоа е стандардно. Да. Изгледаш прилично младо, мада нели ми беше логично дека имаш повеќе години. Ти ми кажа дека имаш 32, ми беше као нереално бидејќи ја кога гледав идолот бев као сум бил четврто оделение. 2011. Сегаш ми беше чудно као ти мораш да имаш барем накај 40. И викам дали е можно, викам 32 да имаш? Да, ама млада почна. Спомна после уствари Да. каде е трикот е всушност ти на идолот си имала 17 години, што е лудо. Да, бев јас заедно со Еми Ѓорѓевска од Тетово бевме најмладите надпреварувачки. Еми дури беше од мене помала скоро точно 1 месец. Но цела екипа беше млада, тоа така? Па да. Имаше можеби еден. Мислам сега од денешна перспектива морам да кажам дека биле млади, зашто во тоа време дел од нив беа на мојата возраст сега. Така да млада екипа бевме, сите до еден. Како се најде ти таму? Многу ме интересира се околу тоа и Лире, од многу кога не сум зборела за ова, јас 17 години, средна школа во Георги Димитров, не Георги Докузов. Музиката од секогаш сум ја сакала, сега вие се тие клише муавети, нели, и мајка ми да ја викнеш ке ти каже, она прво почна да пее, после почна да збори. И постојано ме влечеше. Имав среќа и во основна школа, и во средна школа да имам наставници по музичка кои стварно има умешност да проценат талент и беа доволно добри педагози да не насочат. Се во основна школа тоа беше Ангел Ќосев, а во средна школа беше Јуле, на јавноста позната како Јуле Пиес, дуетот со Врчак. Името твое како Исус воскреснува повторно сам. Морав да ги поздравам. И работеа стварно многу со мене и стекнав некаква самодоварба во тие години, што сега се чудам кај ми е искрено. Се пријавив на аудиција. Имаше аудиции прво како? Имаше аудиции, да. Првата аудиција беше во Македонската опера и балет. Таму пеев нешто, не знам, Nickelback. Онма ме пуштија, нели, во следен круг. Следуваше аудиција во Holiday Inn. Потоа неколку аудиции во Охрид. Таму малце, нели, веќе и сценаристички шоуто беше организирано така што би предизвикало стрес малку кај нас, малку драма, па не делеа во групи, а не знаевме која група. Продукцијски беше? Како, да, беше. Тој драма моментот беше цело време се одржуваше, што е најбитно ствари. Не знаевме која група ќе продолжи, која група не, во која група јас припаѓам, значи зошто сум овде, ги анализираш луѓето околу тебе, чекавај, добро отпеа, шом сум со него во група, валјда ќе идеме дале. И после тоа почна гала вечерите на Скопски саем, кој сега е трговски центар. Да, изги. Да, не знам дали смеам да го спомнам заради пријатели ни се. Пријатели ни се, добро, на некогашната душман. локација на саем. Што сега е? Некако политички Изгейт и партии мене ми не се се споминуваме. пријатели. Не се Се спомнуваме. стискам, свегаш, во МТВ, например, не смеам. Да, после ќе треба да плати некој нешто. Да, или добро, не како тоа иде. поише како шала, окей, ќе ти фактурирам, а уствари никој никогаш ништо не се ти дешава фактурира. исто како тука. И веќе почна, нели, интерактивниот момент на шоуто, се гласаше, па имаше организирано гласање и ние стекнавме популарност тогаш што ја не знам дали Не знам дали е
Таква реално хистерија за дали денешно се време. има повторено, не Мислам знам. дека Може не. би Даниел На Кајмаковски X успеа факторот нешто после 5-6 години такво. беше тоа после. Да, ама мислам не можам ни у моментов да ги најдам вистинските зборови да опишам до кој степен беше тоа. Не застанување деца по улица, сликање со нас, па Јана Бурчевска прв профил, втор профил, единствен профил, ме сегаш и сваќам се од денешна фан-пејдж, да. Од денешна перспектива дека ние во суштина сме биле инфлуенсери пред воопшто да се појават инфлуенсери и да се наречат инфлуенсери, затоа што целото шоу Македонски идол, А1 во состојбата во која што се наоѓаше, го изведе врз база на соработки. Одиме во, смеам брендовите да ги кажам? Слободно се. Да, во For You Accessories, се сликаме таму, они си прават реклама од нас, а шоуто нели располага со средства како би можело да продолжи. Одиме во Божиновски, например, сега колку што можам да се сетам. Се сликаме со сати, нели? Да, цело време да, имавте цело нешто. време имаше реклама за А и нешто. бевте сместени сите на едно место, тоа Бевме во кога се случи тоа карантин, на крај тоа или веќе- гала веќе како беше тоа? Да, значи тоа беше кон самиот крај, најдобрите 20, 10 машки, 10 женски, бевме сместени во хотел во Скопје, како во карантин. Јас излегував секој вторник у школа да ме доиспрашаат, затоа што не одев во Чекај, ти школа беше тоа ствари време. четврта година, Ја тоа, бев или четврта трета? средно, Четврта? четврта бев Матура. матурантка. А кој Матурата си период ја се одвиваше пропуштив. идолот, од кој до кој? Аудициите Како му да почнаа на крајот на 2010 година, нешто вака беше ноември, можда декември, беше студено, памтам по тие аудиции во Охрид, дека веќе ладно беше, значи со јакни, со джемпери бевме. Првата гала вечер се случи на 13 или 14 март. Сега јас стигнав до, не знам, некои чекам малце, еднаш неделно беа емисиите, значи 2 месеци, 8 гала вечери, 8-та гала вечер отпаднав. Значи 2 месеци живеев јас во карантин од март до мај, скоро до крајот на школската година. И после тоа нели полагање матури, едно друго. Не знам ни што ми беше поентата, ме врати многу назад во времето, ама беше различно, беше интензивно и можеби беше и тој некој зачеток на животот во дигиталниот свет. Пошто тогаш јас за прв пат почнав да користам Facebook како форма на комуникација со фанови, со некоја публика, и тоа беше стварно бројна публика. А како ти влијаеше тоа вака психички на 17 години? Многу ме интересира. Зашто го употреби Да. терминот психички како ми влијаеше, тоа знае само мојот терапевт. Не, се шегувам. Јас сум искрено многу горда, затоа што мислам дека многу добро се носев со сето тоа. 17 години е лудо. Да, И таа популарност, и таа е реално незамислива популарност. Еви Да. сега јас ова што се бавам, ако станам да речеме за година-две познат до некој стадиум, не може да биде тој стадиум. Беше тоа беше као цела држава, исто како за Даниел Кајмаковски го спомна сега, ќе го заборавме. Да. Така некако као буквално имаш чувство како сплтена цела држава да го Различно гледа беше, тој и секој да. коментира за тебе. Да, Веќе сега ништо го нема новите генерации на пејачи, значи сега за пејачи се фатив затоа што нели јас сум Тоа ти е сродно, почнала да. таму. Ама еве да речеме јавни личности го доживуваат истото со тоа што нив им се случува повеќе онлайн отколку на улица. Разбираш, и сега, да, Антонија Гиговска има не знам колку илјадници, стотици илјади можеби следбеници, и она го добива тоа внимание на Инстаграм, на лајкчиња, на реакции, на стори, така, а ние сме го добивале на улица затоа што фановите немале каде на друго место да искомуницираат со нас. Фејсбук во тоа време имаше и ограничување до 5000 френдови, можеш да имаш не повеќе. И така, мислам дека популарноста си е популарност, само што некако во денешно време на Друг е различно интензитетот, место да. се чувствува. Да. Тоа сакам Знаеш, да сега го може кажам. секој популарно да ти искажи со, не знам, лайк на стори, па сега си цело време на стори ќе ставиш тука сум сега, па после јадам. Ама стори не направивме, цел- треба да направиме. Да, после ќе Да, направиме, секогаш после према, секогаш заборам, така што Да, као да. као секогаш према, никогаш Рилче секогаш за заборам. стори ќе И направиш. после да. вадам скриншот од Да, вакво, да, тоа мек да. снимавме да знаете. Да. И тоа е сега многу као подостапно, мада што е се нормално, мене ми е тоа се, нели, тоаш било потешко некој да ве види и било по некако интензитетот на желба на некој да ве види бил многу поизразен кога ќе те види уживо, Да. а сега може бил денес 5 стори на тебе, знае и кај си бил и се, и многу е. Да, Сигурно тоа е тој интересен одјек на феномен. улица го нема ни Антонија, ја спомнавме сега, Да. Антонија може и сега
и Да, меѓу и многу погласни- други, да, она е по-познатите, многу сигурно, актуелна ако не и сега, нај. да. Да, чекај сега ми летна мислата, шо зборевме? Значи, Ме збуни Антонија, we love you. како влијаеше за тебе? Од таму почна прашањето, да, како ти види влијаеше? како умешно јас сите тоа го избегнав. Да. Не, се шалам. Да, кажав дека сум горда на тоа како се носев со сето тоа, можеби последиците ги почувствував малку подоцна, као да има одложено дејство, зашто во моментот бев фокусирана, насочена, Секојаш имата. да, многу вешта во комуникацијата со колегите, со јавноста, со медиуми. Во тоа време доминираа традиционални медиуми, значи ние имавме печатени интервјуа во списанија, имаше еден број, имаше и жута штампа тогаш, Да. значи што као Весници пробуваше уште да не беше. лови, па као демек на кафе со тој и тој нашо. И телевизии. Сега со телевизиите, например, понекогаш имавме проблем, пошто као ние деца на А1 не поштуваа во некој од другите приватни телевизии, но сето тоа мислам дека се надмина. Можеби како ми влијаеше на себе си во едно време можда малце. Кога стана свесна за сето, бидејќи на 17 години нема шанси да е нели свесен човек за целиот тој феномен. Не се ни свесни знаеше тоа дека бевме. ќе биде толку големо, најверојатно ти Не, не никој влегуваш не во тоа очекуваше. да знаеш дека ќе го гледа цела држава. Никој не очекуваше. Несвесно се наоѓаш во таа ситуација. Да, никој не очекуваше, баш ка терминот ни беше после кога лисијата паѓаат, таа беше the OG of, како се вика, турски серии. Не очекувавме дека ќе биде толку големо, ама и бевме свесни колку големо стана. Реално, затоа што не можеш да избегаш од тоа што се случува околу тебе. Имавме секојдневни подсетници. Например, ми се има случајно пред настап, се собираат дечиња и сега имаше као некоја фора, некоја пракса, дај ми нешто твое. И сега на некој дете еве ти ја водава земја, а друго дете еве ти го ластичето и доаѓа едно девојче за мене и викам немам што да ти дадам. Ме фати за коса, ми искуба парче коса. Значи, ми искуба прамен коса. Тоа беше пред некој настап на Карпошево лето, ако не се лажам. Значи до тој левел беше. До тој левел беше The Frenzy, не знам на македонски кој е соодветниот збор да го искористам тука. И влијаеше нормално, бевме под притисок да секогаш добро се представиме, да не кикснеме, тие некои стандардни процеси со кои се соочуваме сите. Јас бев едно време изгубена со прашањето што сакам да бидам кога ќе пораснам. Ама мислам дека сега сум окей. Многу сум среќна со тоа што го правам и работа. Колку време ти требаш така за да се пронајдеш после тоа? Како изгледаше тука? Ама тоа е Патот твој? Мислам тоа е нормално, многу. бескрајен процес е тоа. нормално. Мислам ја утре Нема може да крај. се разбудам и да почнам да се распрашувам себе си. Ама мислам дека тоа е и здрава навика за да видиме до каде сме и каде можеме да бидеме. Така Па тоа е прво правило, да. чим се прашуваш е добро. Добро е, Нели да, добро е. првото правило е као Да. дали сум нормален си, чим се прашуваш? Најверојатно си нормален штом си чим можеш да си го загрижен за поставиш тоа. тоа прашање. Да. А како изгледаше после идол животот? Тука, значи ти завршува средно? Многу ова звучи многу драматично Да, како да, изгледаше да, после да, живот, да. после идол живот. Што се- Животот што си се деси после продолжи. уствари? Се запишав на факултет. Што запиша? Правен. Во прво време бев мега амбициозна, после тоа нешто ми се случи малце, имав нетипичен академски пат, направив пауза, почнав да работам, едно чудо кампањи тука измеѓу се случи Евровизија, исто така беше неочекувано за мене, ама дојдов до заклучок дека колку и да сум и бегала на музиката секогаш стигнувала до мене. И бегаше ти некако тој период? Па и бегав, После да. идолот? После идолот и бегав, значи се запишав на правен факултет, бев во филм дека јас ќе бидам нотарка. Може ли да ме замисли некој као нотар? Дали може некој Ма да тоа е каже за тешко да мене се стане, Јана да нотарката? Не, никој никогаш. И многу истерав тоа нели за да имам диплома. И пак И не сум нотар. Не сум нотарка, не сакам да кажам се расплинувам некако од тема во тема, нели малце со АДХД сме сите и го губам течението на мислата. Ама животот после идолот си продолжи, си нели терав факултет, почнав да работам, се случи Евровизија, после Евровизија интересно беше што отидов таму како пејач за да сватам дека во суштина сум многу добар медиум.
сама по себе. Ја бев толку горда на начинот на кој што комуницирав со јавноста, па ја добивав повеќе пофалби за пресконференциите отколку што добивав пофалби за настапите и за изведбите во живо, и тука сватив дека можеби треба да го искористам тој свој квалитет и да го претворам во професија, па така еве сега сум. Значи све си наоѓа некако Водител. свој Па си живота, наоѓа да, пат, си да. наоѓа пат. А пак Ако сум е блиску истрен. до музиката, затоа што нели во културата и уметноста еден сегмент е и музиката, и јас со тоа работам, долго време работев и на специјализирана музичка емисија со колешката Александра Јовановска, и имав чувство дека окей, не создавам своја музика, ама правам нешто пипливо што може да ја унапреди македонската музичка сцена. Што е еднакво вредно на некој начин. А ме Да. интересира тој период сега после тоа, имаше како одеше да се направи кариера за некој албум, песни, после идол, како оди тој процес? Имаше Ама ја некои ништо такви не работи? направив, сакаш, Мислам, општо за- ништо. Добивавме понуди од Понуди сигурно имало, ти беше Тогаш, позната. замислете, значи во тоа време имаше неколку продуцентски издавачки куки во Македонија. Да. Тоа сега го нема. Сега не Значи нема една. И добивавме договори, ама јас, татко ми, сега сигурно ќе не гледа и ќе се насмее, он ми вика дека патам од парализа од анализа. И во тоа време јас стварно толку длабоко навлегував во последиците од тие парчиња хартија што не подпишав со никого. Сега дали сум го направила вистинскиот избор, не знам, ама судејќи по тоа што нели денес сум окей, најверојатно. Тоа било на правилната одлука. А од тој момент на притисок имаше страв? Што го осети на идолот? Како мислиш? Па од таа популарност, од тој врв некој што се достигна, па после тоа да го преточиш во кариера, Па- па уште поголемо да стане. Не, Учествуваш не или беше Јас сум премногу многу млада за easy тоа? going, Мм. значи не го доживеав толку Веќе ми спомна дека имало и као бегство од драматично. музика, од кај беше, што беше најголемиот? Бегство од музика беше свесно, мислам, во тоа време ја мислев дека Некоја рационална као причина да, си најде ти у себе. рационална, да, тоа го да, супер идам зборе, на- значи го рационализирав Да одам мајти максимално, нешто. нели, нема пари во музика, Да. и едно друго, окей, идеме на правен факултет. Значи така си го рационализираш да, у глава. Да, да. А до Евровизија како дојде тој момент? И тој Јас и тоа исто еден спектакл, така, во звучен. 2016 година беше ноември, ми звони ме на телефон, ми се јавуваат од македонска телевизија, и јас си викам, мам, Се се случува негде околу ова ноември, време е значи. Скопски фестивал, може ке сакаат нешто уврска со Скопски фестивал да бидам ангажирана. И добив Веќе беше на телевизија информација. тоаш, не? Не бев, не. Тогаш работев ништо сосема друго во една фондација. И ме повикаа на состанок, дали сакаш да ја представаш Македонија на Евровизија. И првата реакција беше, а има ли некој што не сака? Кој е тој што не сака? Тебе да ти понудат, ти ќе отидеш Сигурно таму, јас. така. Некој настап по форма на подкаст, нешто Ти као кажа колку измеѓу сум неталентиран. нешто измеѓу рап и говор, има концепти, значи сега променете фестивалот, има место за сите нешто таму, модно, да. Евровизија. Подкаст сонг. Секако прифатив, тоа беше поинтензивно можеби во однос на притисок и обврски и рокови. Дури ја немам сеќавања од градот Киев. Тоа беше Киев? Во Киев, во Украина се одржуваше 2017 година по победата на Джамала претходната година. И немам, ти викам, немам спомени од спомениците во градот, негде кај што сум пиела кафе, кај што сум била на ручек, затоа што бевме со агенда. Како што ме селектираа во ноември, прво имаше некои општнели као пиар, Тоа исто го гостување по правеше емисии. македонска телевизија? Да. Аха. Значи Евровизија е фестивал во кој учествуваат националните радиодифузери, членки на Европската радиодифузна унија. Така што Во нашиот случај МТВ. во нашиот случај тоа е МТВ. И во почетокот нели си имаше некои стандардни пиар активности, гостувања по емисии, луѓето да ме запознаат, затоа што и тогаш јас не бев премногу активна, имав некои 3 учества на скопски фестивали, и некој соработка имав со Мизар, знаеш така, некои повремени, ама квалитетни проекти. И жижата почна во февруари, кога веќе селектиравме песна, добивме преку 200 песни
од меѓународни Песните автори. се добиваат така, се е на конкурс. На конкурс. Се Па не е секогаш. Значи, мислам, земјата учесник, односно националниот радиодифузер, има право да си го специфицира начинот на кој што Да, ќе може да работи. биде, нели, претходно Понекогаш се беше и бира- фестивал како што беше. Да, значи вака. Може да се оди преку фестивал, тоа беше и во Македонија случај, последно кога Даниел Кајмаковски победи на Скопски фестивал. Значи Скопски. XXL исто се победници на Скопски фестивал, Каролина Гочева исто така победник на Скопски фестивал, Next Time. Тоа е еден начин. Имало случаи кога МТВ бира пеач со песна. Така, Директно, ке оди Ѓорги со песната Next Generation. Така, има случаи кога, еве, Тоше имаше многу уникатен концепт. Тоше беше селектиран пеач, изведе неколку песни, сега не се сеќавам точно колку, и публиката гласаше за тоа која песна Тоше да ја пее. Така, потоа, во мојот случај, јас бев селектирана како представник, а беше отворен меѓународен конкурс, значи добивавме песни од странство. Ден Салоне, песна на автори од Шведска и од Бугарија. Кој сега, 2018 мислам дека беше IQ кога беа на Евровизија, тогаш мислам дека МТВ имаше распишано конкурс за готов производ, во смисла изведувач да си пушти песна со која би настапил на Евровизија. Комплетен производ. Тамара Тодевска беше селектирана како пеач, па тековно се работеше на песната, ете Се оваа градеше, песна да. ќе биде за Евровизија, така што различни концепти има. Знаеш зашо се смеам од преска ми текна, ги спомна XXL, ти спомна дека имаме заедничка другарка, за Маја. Да, за преска, Маја. и Иста генерација, Да. и они ми се смеат кога да излезам и таа генерација што се дружим Им некои ја бивши пееш, колеги, 100% љубам. не, се смеа дека ја не знае XXL, кој си викам, добро, јас ја знам песната, веќе ја сваѓате ли? Ја знам, секој ја знае. Викам, јас не ја знам. И тоа било они се 2000-та, 2001-та, која година си XXL? Да, таму негде. Значи, јас сум роден 2000-та. И дифи ме тоа како, не Веќе знаеш, вака ме први. гледат и викам како не ги знам, како што да правам. Вие сте, они се сите од 87 до 92 Добро, со тебе Ела негде. Фицџералд ја знаеш? Не. Добро се А општо извади. евровизиска тематика Не многу евровизиска, слабо, ова да. е позната, нели, джез стандарди пее жената како култна е. Не знам, Майкл Джексон го знаеш, Добро, па не си сега. бил роден, така? Да, ама пак Ама сега што? добро XXL веројатно не знам до кој ранг биле они големи. Сега да не Беа ги популарни може во биле тоа многу време, популарни, да, може беа ја само многу популарни, поимањам, да. може би повеќе помеѓу девојчињата. Да, и Да. ја немав представа, нели општо збореј за Да. тој период. Ја го нема какво да имам представа за тој период. Буквално мене најраните сеќавања негде и со тебе приватно што спомена со тој некој период Да. Идолот ваш, па не знам, таа некоја продукција, тој некој период сум некои свесни сеќа, јас сум имал 9-10 години тогаш. Да, да, Напред, да. тоа е малце, знаеш некој која Добро, вика дека ама се си сеќа од 2 фатили години. ти убави времења во македонската музика, Па тогаш беше тоа стварно Ајден, имаше Имаше некоја продукција, некои работи се случува. да, Врчак работеше тогаш многу, издаде цел албум. Имаше музика и тогаш. Тоа спомнам, прва генерација сме ние, нели, Сладкар, Низен, тоа Да, сега што да, зборевме да, за концертот, да, дека да, бев дека да. имаа многу добар концерт. Да, одличен И беше. поздрав да ни концертот, беше да. стварно вау. Мгм. Ај може на таа тема да преминеме сега. Ти, нели, работиш некако блиско врзано се околу музиката, Да. околу запознаена си со голем дел од сцената во државава, Мгм. како и да се нарече тоа. Како ти изгледа тебе денес тоа да се бави некој со култура? Ајде ве да уште по-кратка рамка да ставиме околу музика. Како ти делува тоа? Што се случува? Задоволство ми е што го правам тоа. Спомнав и пред малце дека се чувствувам како да правам нешто опипливо, нешто што може да се види, зашто даваш поддршка и engagement на изведувачите во традиционален медиум, а секогаш викам дека единствената разлика помеѓу новиве медиуми и традиционалните медиуми е критериумот. Проаѓа низ некаков филтер. YouTube канал ќе отвори секој, може да почне подкаст, нели, Instagram акаунт или било што, а во телевизија, радио или печатен весник, што за жал печатени весници не знам ни колку имаме сега. Треба некој да те повика, да процени дека си Има добар филтер, и да, има филтер. Сега доаѓам до многу интересни заклучоци. Значи дека не секогаш проблемот лежи во пеачите. Пред некој ден се шегував со еден познаник, пријател, дека уствари е многу тешко да бидеш артист, затоа што ти финансираш се, а моќта на одлучување е најмалку во твоите раце. Значи ти го плаќаш продуцентот ти вика ваква ќе биде песната, вака ќе пееш, така ќе се понашаш.
И исто така од друга страна имаме публиката што знаеме дека некако сме со тенденција да гледаме повеќе на негативната страна на нештата. Публиката како да нема интерес, интерес може не е вистинскиот збор, ама не е доволно љубопитна. Пошто кога ќе ме каже некој нема музика у Македонија или немаме ние македонски изведувачи. Тоа тешко да е скроз вистина. Сигурно има милион. Има за секого. Има, ја тоа го научив преку мојата работа, особено последните 3-4 години, кога почнавме малце потемелно да ја следиме и алтернативната сцена, значи жанрови има стварно за сите. Имаме нео-соул бенд, тоест рап, хип-хоп / нео-соул, тоа се кем. За рокери, за металци има музика колку стакаш, за рапери исто така. Тој некој new wave, значи стварно има музика. Може би во моментов најмногу не достигаат изведувачи на поп сцената. Што е еден интересен пресвртлеле, ова е мој фах, значи сега се возбудив, драги гледачи. Да те оставам се. Те оставам, може да си одиш. Бркај работа со Жане, поврати се. Фактурите и однес. Да, и исто така, например, на алтернативната сцена, не само што се случи ренесанса, туку ја мислам дека алтернативните состави се единствени што настапиле на големи сцени и фестивали релевантни за жанрот на музика што го прават, пошто ти немаш поп пеач што настапил на не знам, кажи некој фестивал или на VMA, MTV Music Awards, леле MTV изгасна. Да. Сакам да кажам на такви големи сцени, да. Ама поентата ми беше дека да, на релевантни фестивали и сериозни регионални и европски турнеи прават алтернативните состави, што е многу интересно и е стварно за почит. А што мислиш дека и фали на таа поп сцена моментално кај нас? Бидејќи за метал сцената би се согласил, брат ми е, екипата негова цела се околу тој и гледам дека тоа постојано си обстојува, постојано има албуми, постојано се работи, што е на крај нели најбитно некако. И има и популарност, има полни настапи, гледам дека доста добро функционира во рамките нели пак на некој алтернативен оквир, сега тоа не е за да биде масовно онака. Да, што и не достига многу тешко прашање. Пак ќе кажам, мене ми е жал што секогаш некако товарот паѓа на изведувачите, а тоа не треба да биде така. Последно нешто што од една страна, знаеш, паралелно нешто кое ќе те мотивира и демотивира. Не знам дали ти се случило. Кога гледав документарецот на Netflix, K-pop, нешто idol, нешто така у тој фазон беше. Значи се користи K-pop методологија и начин на работа за да се оформи girl band, као женска група, како што на времето била Destiny's Child, TLC, не знам, Backstreet Boys женска верзија. Со тоа што девојките нели не се корејки за да биде K-pop. И стигнува до Cat's Eye, мислам сигурно луѓе што не гледаат чуле веќе. И процесот е многу интересен. Прво ја бев изненадена колку многу се работи со артистот на аспекти што се не музички, значи не пеење, не инструмент, не распевање, не вокална техника, не танц, туку stage presence, star quality, дури и овие спаѓаат во вештини, како да ги наречам, комуникацијата преку, па не soft skills, туку комуникација преку платформиве. Instagram, TikTok и слично. Копирајт, така некој психолог работи со, да, копирајтинг. Психолог работи исто така постојано со нив и потрагата под звезда трае 2 години, они се затворени во карантин и да, работат по 12 часа. Што значи тоа? Значи они се професионални артистки, пеачки, стануваат са бајле, пијат кафе, доручек и работното време го поминуваат во сала. Ја не знам дали има таков некој кај нас што функционира на тој начин, но пак ќе кажам, значи, се познавам со сите, ја многу ги почитувам колегите од сцената, затоа што знам колку е тешко ти да стигнеш до финалниот продукт и не сакам ова да биде обесхрабрувачко за нив, само сакам да апелирам до јавноста дека не може да е се до изведувачот. Поентата со ова шоуто со Cat's Eye ми беше дека тоа се не знам, тимови кои бројат по стотици луѓе. Значи не е еден кореограф, туку се 10 кореографи, секој кореограф си има специјализација, едниот е за движењето на дланките, другиот е за фаците што ги правиш, третиот е за кукови. Се внимава, значи
на секој детал и нормално на крајот Нешто од да излез. денот од 20 од кои што секоја од нив беше рангирана со оценка во доменот на пеењето и на танцувањето. Значи ти имаш пеачка што првиот ден е оценета како подпросечен пеач, ама излегува на крај како врвен професионалец после 2 години. Или ти имаш девојка што подобро пее, пославо игра, работи со неа професионалец и ти добиваш професионален танчар на крајот од денот. И нормално добиваш група од 5-6 колку беа бомби женски, значи сите изгледаат добро, сите пеат добро и сите танцуваат добро. Така што ете тоа фали, Значи, не знам комплексно, како. да. Многу е комплексно, да, а најмногу ме боли, морам пак да кажам, што секогаш прашањата му се упаќаат на изведувачот, не може се сам. Така. Апсолутно. И не треба. Да, и се испаѓа, знаеш, може да успеа највеќе тој што све сам ќе превземе у своји раце, значи тој ќе има подобри шанси, ама не треба у суштина да биде така. Па да, ама тоа не е одржливо на Не е долг рок. одржливо на долг рок, До тоа е уствари кога? проблемот. Ке Да. прегори после И буквално после нема што? ништо да прави. Да. А дали мислиш дека е проблемот што не постои овој систем, сега што го зборевме од 2 години, 20 луѓе, тоа не ќе да замислам колку пари се упрашање, дали бидејќи може пазарот од другата страна што те чека после тој продукт што го чека, па смешан за ти да го направиш тој продукт, знаеш како нели се оваа бранша ја што Не носам знам, луѓе, ти си колку у градиш. инвестиции. Значи, еве Ако градиш инвестицијата на продукт- пеачот е се почнам да заборив дека имам микрофон као инвестицијата на пеачот е да кажеме да си плати продуцент, композитор, текстописец, аранжер да му направи песна, да плати спотџија да му направи спот. Ама која е заработката? Да е, значи, јас зборам доколку еден пеач сака да се занимава само со издавање музика. Еве да е ослободен од товарот на клубските свирки. И да може, например, да се фокусира на тоа да има еден концерт годишно, концерт во концертна сала, збориме, и тоа да биде неговиот модус операнди. Пейбекот, да биде тоа. Пейбекот, да, и да може да заработи нормално од продажба на карти, спонзори секојаш нели тоа стандард, ама да се преживее само од издавање на музика, ја не знам. А при тоа да не бидеш експлоатиран како пеач и да пееш четврток, петок, сабота, недела? Што е исто хардкор малце. Напорно е, јас им се воситувам на луѓе што го издржуваат тоа реално. Сам сигурно таму има некој финансиски пейбек, Да, има, тоа има, звучи добро, има. ама Затоа ја направив таа дистинкција. Има пеачи што заработуваат од музика кај нас, меѓутоа не единствено од издавање музика. ти не настапуваш само моментално Не, воопшто. Од никаде кога не. не настапуваш? Одамна. А настапуваше некој период онака Да, повеќе време да влезеш? 2014, 15, 16 имав бенд и баш бевме активни низ Значи, неколку скопските години тоа. локали, да. Искуството, како ти изгледаш? Па беше клучно, знаеш во која смисла? Прво, Аце си го запознав таму. Второ, си го пронајдов стилот што најмногу му прилега на гласот што му е даден од Господ, од универзумот, од нели, гласот што го имам. И сватив во кои жанрови сум најдобра, а што треба да нели баталам и да не го изведувам. Беше и добра вежба, затоа што нели колку повеќе настапуваш, толку повеќе стекнуваш кондиција, ако го уклучиш мозокот ќе сватиш што му годи на твојот вокален апарат, што не. И така, да, клучни лекции тој период исто така. А би се вратила сега на настапи? Ми спомна преска нешто, не знам колку ќе сакаш да откриеш, дека во некои процеси на некоја нова Да, музика. создавам нешто ново, работам. Тоа во што спаѓа сега што го создаваш? Како би го декларирала? Сега зборевме поп алтернативно или некој микс од тие две или повеќе на алтернативно? Чудно е и тоа, Тешко е, знаеш да, што ќе што е кажеш сега што? пред малце? Знаеш како во заклучок вако донесувам Ја ќе се напијам што водичка. за Ајде. доста работи може да се повлече паралел, не знам дали ќе се согласиш. Имам се повеќе чувства дека општо таа поп култура, еве и конкретно за музиката, ајде да се задржиме за тоа, дека ќе биде достапна само на големите играчи. Еве сега гледаме Taylor Swift што например заработи 1.2 милиарди од турнејата. Како тој момент на поп, на целиот пакет, на тоа што го збориме, ќе биде достапен само за некој свет, дека друго во секој мора да си влезе во некои рамки на алтернатива. Ти ова Или- кога го збориш, Ова ја одма теорија на забегувам. заговор. Не, ти ова го збориш и одма ја влагам Ова да е Балканим. Колку е теорија. Илуминати.
сатанисти. Ама реално, мислам, начинот на кој што го пласираше ти тоа ме наведе да отидам натаму. Ама стварно делува понекогаш како некој ексклузивно право. Еве погледни ги соседните земји, така? Сите имаат најмалку по еден мега голем артист. Поп. А кај нас имаме мега талентирани луѓе што не можат никако да стигнат до таму. Зошто? Еве ти си Од новите немаме, да, иначе од старите може спомнав нели Калиопи, еве например некој представник добро, на тоа што е ги има поп. Калиопи, Тамара, Тоа може да е стварно тој ранг негде. Да. Ама пак, еве, зашо да немаме Дуа Липа, ме разбираш, тоа мене ме боли. А имаме потенцијали, сега да не звучам умислено, ама имаме и потенцијали што се и поголеми од потенцијалот со кој почнала Дуа Липа на времето кога почнала. И тоа е болката. Помош сега, чаре нешто. Сега некоја теорија на заговор, што како зашо? Да. Да те вратам за ова ти што спремаш, што правиш. Да. Каде се наоѓа, каде ќе Каде се класифицираш? наоѓа во мојата глава, се почнува таму. Да, работам на нешто. Јас сум, кажав веќе, нели, парализа од анализа, тоа е моето второ име. Но многу работев, можам да кажам сега во минато време валјда, работев со главата. Сега сум као се тренирам да се ослободам од мислите и едноставно да го правам тоа што сакам да го правам, и тука најмногу ми помага Драги Иванов, мојот продуцент. Ја морам вака јавно да му се заблагодарам за се што имаме направено заедно, и пошто е он многу упатен во нели процесите низ кои поминувам. Пред некое време правевме муабет и вика демек колку беше укочена, а сега 3 песни ги спремивме за 1 година. Значи фативме некое темпо, се ослободив, он супер го разбира мојот музички јазик, ми се допаѓа што не е како продуцентите што ги спомнав пред малку, ќе правиш вака, ќе пееш тоа, еве ти готова песна, не. Значи процесот тече нели заеднички, јас најчесто доаѓам кај него во студио со voice клип, со мелодија и со текст. Со мемо, да. Со мемо. И он почнува од тука. На англиски или на македонски пееш се? Комбинирано е. Да. Значи, дел тоа е од многу песните интересно се на англиски, дел тоа се случува многу низ на светот. македонски. Морам да вака ми делуваш скрос на лик што може да изнесе, не знам тоа се. Да, морам да го спомнам сега Мирко Попов. За жал, нели веќе не е со нас, ама во периодот кога ја добивме лошата вест за него, јас се навратив на некоја комуникација на Facebook. Во 2023 издадов песна со наслов Home Alone на англиски јазик, и Мирко ми имаше пишано нешто у стилот демек супер ствар, не, браво, ама зашто на англиски? Се ова го кажувам затоа што Мирко ми го постави прашањето во момент кога успеав кај себе да го најдам одговорот. Во тој момент јас се замислив и одговорив дека едноставно идејата ми дошла на англиски јазик. Не е дека јас свесно бирам песнава ќе биде сега на шпански, така? Ми дошла идејата, флоуто ми дошло на англиски јазик и сум ја истерала идејата на англиски јазик. Имаше случај кога ми дојде течение на македонски јазик и имаме и песна на македонски што ја работиме сега со Драги. Не се устучаваш по прашање? Не се ограничувам и мислам дека не треба, затоа што една кринч поговорка, музиката е универзалниот јазик. Значи се спрема доста работи, може да најавиш што ќе излезе, што како. Не можам да најавам. Некои мега планови, некои. Не би сакала да најавувам. Го правиш за себе, претпоставам? Го правам, да, најмногу за себе и мислам дека тоа ќе се слушне. Не сакам да најавувам затоа што се уште не е готово и само на себе да не се правам нели притисок. Ама има нешто се работи, значи не сум безич. Значи тоа е за пофалба, не се стагнира. И сега веќе кога се ближиме при крајот, јас сегогаш завршувам со некои планови, со некои идеи, визии за натаму, за се, а пред тоа да те прашам исто, да се надоврземе само на една тема што преска скокнав на 2 пати сав да ја внесеме, кога спомнавме нели каде треба да се видат овие нови изведувачи млади. Добро. Делумно млади, нели секој сите се млади. Сите се млади. Спомнавме за Макфест, нели се договаравме прошла недела да снимаме, ти беше на
Макфест? Да. Се ајде малце за тоа, таму има можда се представуваат млади. Ајде да Да, видиме просен конст на тоа. Пофалба годинава, значи фестивалот беше многу подобар од тоа што беше лани. Тоа е единствениот вистински начин, нели, секој нов пат да бидеме подобри. Не мора секој нов пат да бидеме најдобри. Се беше Тоа е 40 невозможно. години Макфест, оваа година беше? 40 години. Макфест Што му фали на Макфест еве да го има тоа што ќе што му фали? донесе хитови како тие што ги знаеме од претходно што ги Макфест е продуцирал. огледало на состојбата на музичката сцена што ја коментиравме. Значи пред него малку. ништо не му фали. Така, не е до Макфестот. Многу е тешко, овие работи, ја мислам дека треба да се решаваат институционално. Ама стварно е многу мачно. Јас постојано ги анализирам работите, луѓе некоја што ја истоштува, ама најтешко е Нема еден кога кривец. ти ги воочуваш нештата и сваќаш дека не може да се реши само со Да еден покажеш прст потек. негде, да. Да. Морам да кажам за Макфест дека особено ме изненади дебютантската вечер, тоа е првата вечер. На кратко оваа година поради големиот јубилеј Макфест се реализираше во 3 вечери, иако до лани тоа беа 2 вечери. Првата вечер посветена на дебютантите и новите звезди или звезди во подем. Се влегов во улога на На водителка. мотава, да. Втората вечер беше вечер посветена на истакнати изведувачи со нова авторска музика, а третата вечер на оние евергрини Old school. што сите ги знаеме, да, и таму беа и Џафер, и Гиш, и Трајче Манев, и Росана, и Тања Кочовска, и Силви Бенд, и уште 16 беа вкупно, сега нема сигурно на сите да се сетам. Олгица Христовска, Маја Сездановска со Јован Јованов настапиле, сега само на себе си дадов предизвик сите да ги кажам. Ама не можам. Во интерес на времето ќе скратам. И сакав да кажам, да, беше во 3 вечери 40-тото издание на Макфест, од кои најмногу ме изненади првата вечер дебютантите. Значи, јас стварно слушнав деца што пеат. Не само што пеат, туку деца што имаат карактер. Ете, може би, малку карактер ми фали на македонската музичка сцена. Карактер во пеењето и карактер во ставот нормално. Дефинитивно. Па тоа е секогаш најбитно. Да. Вака кога ќе ги заокружиш сите работи, дефинитивно карактерот е тоа нешто што треба направи степ ап кај Да. некој по нешто да се издвои, нели, нешто да ги врзе сите луѓе на страна од целиот пакет. Да, Карактерот е некако највеќе мрџ знае да направи. да, На секој поле. мрџ. Мрџ. Ми се свига оваа бизнес терминологија. А луѓето не ги сакаат тие англицизми многу, ама тоа е кога ќе Сега сме у неформален сетинг. Сега што ти спомнав за крај, веќе сме 50 минути, иначе брзо, нели? Да, летно. Пролета времето. Ја не знам колку треба да трае, само Да. мислам 2-3 сата. Ти ми рече 2 сата, јас сум спремна 2 уште сати сат да време. одвоиш во денот, Да, 2 сати аха, да одвоиш окей, од окей. паркинг до кафе, до Да, добро, до све снимање, е сликање, после снимање да видиме дали Да ќе не забораваме забораваме. за сторија. Ќе забораваме сигурно. Нема да забораваме. И ти памтиш се уствари, ти си таков лик уствари, века сватив кога Да. си отвараш прозори за се у глава се. Анджеле, да. Затоа имам мигрена. Јас сум па скроз спротивно. Добро. Планови, идеи, визии, како планираш натака, како би сакала да изгледа? Мислам, ти си прилично остварен човек, ама општо збориме онака малце. Еве вака. Може и теорија, назови, Сакам може и ти кажам, филозофија, не, значи да види, повеќе. за филозофија во секое време. Значи, Може на поишен начин јас да, одговорила. еве преска се возам у кола и нешто Кога си ќе не биде, нема да не биде и и така. си размислувам и си викам некако не знам како дојдов до терминот вистина. И сега нели вистината боли. И дојдов до заклучок дека вистина не е еднакво со комплимент, така, не се синоними. Комплиментот ти прави да ти е убаво и да Да. ти е Треба нешто радосно. убаво, да. понекогаш е вистината комплимент, Ама ама најчесто окей не е. и да не е. Па не, мислам, окей е каква и да е. Така што ете на тема филозофски мисли, јас со нив секојдневно си разговарам. А во однос на планови, некако еве сега и како што тера подкастот, а и уз муабет со повеќе луѓе баш на Макфест, сватив дека можда би била добар A&R менаџер, артистен репертуар. Само каде тука пак сите Да бидеш тие што? Да бидеш? артистен репертуар менеджер. Некој што ќе види потенцијал во артисти, ќе му каже, ќе го насочи како да го извади својот full potential. Уште нешто, баш со Рубин Зимбаков го правевме муабетов, на
Поздрав до Робин, многу голем. Поздрав до Робин. Да, знам дека и Јас вашава го викам заедница ја турка да, многу. мислам се туркам гледам. Помага доста и на музичката сцена, значи стварно респект човекот за е за поздрав. Правевме некој муабет тука на Макфест и дојдовме до заклучок дека на пеачите им требаат ментори. Сега можеби ментор е најблискиот термин што би го опишала Life за да coach. ти објаснам, не лайф коуч, не, ментор. Не лайф коуч. Ментор е најблискиот термин до ова што ти го зборам, Ејандар. Менаџер, значи да се увиди потенцијалот и да се насочи артистот како да извади максимум од себе си. Ама тоа е само идеја. Некаде ја пуштам во универзумот да ме слушне и да ми ја врати назад, а до тогаш останувам на првиот програм на Може да те гледат. Јавниот сервис, можете да ме гледате Којата скоро емисија? секој работен ден. И секако да си го завршаме музичкиот проект кој го почнавме со Драги, уште еднаш поздрав до него, Драги е цар. И тоа е тоа. Искрено, вака мислам не се знаеме толку, но според мене мислам дека ти треба да се насочиш да бидеш изведувач, уште многу мислам дека имаш да даеш во тоа. Во тоа што си Знаеш, не можеш да утеха ми е ставот на Gen Z, дека 30-тите се новите 20-ти, така што таман сум на време. Да, ти си почет, мислам нема врска, годините се стварно не битни. Сте само бројка. Да, само бројка. Па стварно е така кога ќе Та добро, да. И мислам вака и од што те запознав и од претходно некоја така не си имаш аура со себе, мислам дека имаш што многу поише да покажеш. И Ти ти благодарам. посакувам најголема среќа у што и да сакаш. Фала ти денес што дојде оваа 57 епизода да ја исполниме заедно. Ме беше задоволство уживо во разговорот, брзо ни помина и многу рано снимав, јас никогаш не снимам рано, Стварно? пошто е 20 станува. Епа јас сум ранобудник. Така што тајмингов ми е таман да стигнам и деца да земам од школа и да си ги видам малци и да ги поиграм. Си поминали добро? Да, супер. Ти благодарам на поканата, уживав стварно. Би можеле и втор дел да направиме, зашто многу работи. Некоја филозофска остана требаше, некако некажани. мораше многу работи ја спомнеме и немаше Да. време за многу за Да. На тема open mic. филозофски работи морам уште ова да го кажам, Имаме- може да си имаме го време, имаме време, едитнеш, имаме значи, време. ја гледам керка ми Дона нешто тажна. И ја прашувам зошто си тажна. И детето ми го одговара следното. Ми вика, мама, ја вчера си мислев дека бројките се бесконечни, а годините се конечни. И ја викам, Дип, girl, дип, дип. не, дип. Кам добро, детево, ај што се соочува со екзистенцијална криза, со прашањето за смртта, феноменот на смртта на 7 години. Ама како го срочи тоа? Ете, уште една порака од мене до Ова нека гледачите. остане онака како go to message за секој да си го однеси да си ја напуни главата денес после подкастот. Од децата многу можеме да научиме. Уште еднаш фала. Фала. Сега следното фала за вас што не гледате 52 минути заедно со Јана, епизода 57 од Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов, вака се официјално ако некој од твоите колеги на МТО не гледа, може му се Ова на свиѓам. почеток, но ова на Може му се почеток се свиѓам кажува. за МТО. Ни треба машки лекова, везно ќе да препорачам ако И- сакаш. Бога ми колку обврски имам, уште нешто ми фали само да превземам и да се распаднам. А сам да се заблагодарам за големата поддршка во последните 2 месеци за конференцијата. Не стигнам да кажам ништо, бидејќи излезе претходната недела за сите кои сте дел од membership програмот на нашиот канал. Се надевам дека ви се допадна конференцијата, дуелот излезе бесплатно. Имавме одлични 2 месеци, по 40 и нешто илјади прегледи на долгата содржина, имавме 1 милион прегледи на кратка содржина минатиот месец. Стварно фала, вака јас ретко кажам, се некако on the go. Еве со ова што се трудам секој ден да снимаме и нешто да испорачаме, мислам дека е доволно. Уште едно и трето фала, јас секогаш сам што повеќе фала да кажам, бидејќи многу ценам кога некој ќе одвои време да за Благодарам. мојот канал, за ова ја што го правам, нели. Одличен си, само напред и се најдобро. Тоа е тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно. Чао!